Општините од регионот се опремуваат со комунални возила и специјални контейнери за депонирање на сметот. Набавката на контейнери и камиони е дел од постапката за подготовка на општините за заедничко менаџирање со отпадот преку изградба на регионална депонија. Сите 18 општини од источниот и североисточниот регион, како и Свети Николе, ќе добијат контейнери и по 2 специјални возила за транспорт на смет. Со новата опрема општините ќе добијат соодветни средства за безбедно складирање и транспорт на отпадот, најнапред до претоварните станици, а оттаму и до депонијата. Ова во многу нешта ќе им ја олесни работата на општините, особено на руралните, каде досега транспортот на смет се врши на примитивен и небезбеден начин. Ние досега еве го изнесувавме сметот со тракторска приколица, навистина со тоа нели ни се отежнати условите. Меѓутоа на овој начин значи ќе можеме многу посоодветно да го носиме, ќе се работи за побрзо возило. Локацијата на депонијата останува селото Мечкуевци, но транспортот на сметот нема да ги доведе во опасност овчеполските ниви. По реакција на тамошните жители, наскоро треба да почне изградбата на нов пат кој ќе се вклучува од автопатот Штип-Миладиновци. Направен е веќе проекта каде што камионите нема веќе да минуваат низ Свети Николе, односно низ градските улици, туку ќе има исклучување кај од автопатот и сосема нова рута веќе има и ќе биде заобиколени, односно оние баш моја интенција беше да не се загадуваат земјоделските површини во општина Свети Николе. Оваа регионална депонија или современ систем со управување со отпад ќе биде изградена според европските стандарди, а проектот е почнат пред повеќе од 12 години на иницијатива на градоначалниците на источниот регион. Станува збор за проект од околу 40 милиони евра, кој е целосна донација од европските фондови.